Во светот 1.100.000.000 луѓе од 110 земји се сиромашни. Половина од сиромашните, што одговара на приближно 23% од светската популација, се на возраст под 18 години, додека третина од нив се на возраст под 10 години. Денес во приказна ќе истражуваме за оваа тема. За жал, сопругот пред некое време го загубив, почина 31 јануари. Неговата загуба многу не потишти. Мали деца, самохрана мајка, секојдневие исполнето со предизвици. Цвета Кузмановска во селото Орешани живее со своите две малолетни деца, момче 8 години и девојче 6 години, кој од неодамна има здравствени проблеми и чести епилептични напади. Финансиски проблеми почна од почетокот кога почина сопругот. Со текот на време осетивме тешкоти. Мали деца, школување, облека, храна. Ја нето ја плаќам. Има, што се вика сега и сметките ни се. Цвета е невработена, а причината за тоа е здравствениот проблем на малата ќерка. Вели дека обемната документација и процедури ја спречуваат институционално да бара поголема помош за олеснување на нивното секојдневие. Сега живеат само со пари од пензија. Првиот период беше многу тешко. Многу тешко. Не си свесен што како те снашло, се снаоѓаш, размислуваш што понатаму како ќе се грижиш за своите малолетни деца, не можеш да работиш и да сакаш се бориш со болно дете, мора во секое време да бидеш смирен за да изреагираш на време, за да не биде фатално. Борбата е секојдневна. Цвета е мајка борец која не покажува слабост пред своите чеда. Како мајка, како родител, се трудам све да им обезбедам тоа што е непотребното. Не се емилирани од ништо. Тука многу би упатила голем поздрав до наставничките и целото основно училиште што е во Орешани Марко Цепенков. Многу ни помогна од нивна страна, благодарност. Во секој момент укажуваат некоја љубов за да не осетат децата дека се со еден родител. Се трудам колку можам, си двојам од устата. Многу работи си ги кратам за себе, само да има за нив. На секој начин некако ете се трудам од тоа средство што не е минимално, некако да го поделам, да успеам да го истераме месецот, колку што се може. Нивните барања и желби се скромни, поголема поддршка од институциите и малку помош од хуманите луѓе. На институциите кој колку може, барем кој ќе се обратиме на тие врати, да успееме, за да не се малтретираме. Од луѓето што би побарале најпотребна ни е финансиска помош. Околу лекови за Софија, околу опстанок на живот. Тешки времиња ни дојдоа, се поскапо и поскапо ни. Во денешницата е многу тешко да се опстане. Имаме кредит што треба да се очисти, да се среди тој. Сопругот имаше подигнато, нешто успеавме, намаливне, ама имаме уште. Апелирам, кој колку може, давам апел, до сите граѓани на Република Македонија, кој колку може да помогне. Ефектите кои сиромаштијата ги има врз луѓето се повеќеслојни и комплексни. Колку е понизок социјалниот статус, толку здравието е полошо. Тука не се работи само за помалата достапност до здравствените услуги, полошата исхрана, лоши услови за живење, туку пред се за изложеноста на континуиран стрес. Еве што велат податоците кои што ги истраживме. Можете ли да замислите како е да немате доволно храна за јадење и да си легнете гладни навечер?
Несигурност, глад, ранливост, кревко здравје се само дел од карактеристиките кои ги носи сиромаштијата. Имаме ние различна перцепција за тоа што е сиромаштие и кои се сиромашни. И многу често кога зборуваме за сиромаштие, не зборуваме за оние кои што државата ги евидентира под линијата на сиромаштие, официјално нели сиромашни. Туку во тоа, да речам, купче влегуваат и луѓето кои што се во ризик од сиромаштие, тоа е една огромна бројка, тоа е близу 40% од скупното население. Тоа се луѓе кои што не можат да си дозволат, например, да имаат два пара соодветни чевли, од кои што едните не пропуштаат вода. Тука може да бидат и луѓето кои што немаат доволно пари да излезат со пријателите или со семејството на семеен ручек еднаш во неделата, еднаш во месецот. Од друга страна имаме луѓе кои што се под оваа линија на сиромаштие и кои што се, да речам, приматели на гарантиран минимален приход, кои што имаат и те обезбедена финансиска сигурност, ама таа е ниска и пониска од минималната плата и всушност е само една сума на пари која што ќе им овозможи да не се само исклучат, значи да бидат се уште во потрага по работа. И од тука кога зборуваме за сиромаштија, кои се сиромашни, колку се сиромашни, имаме од луѓе кои што се во екстремна сиромаштија, кои што имаат потреба, не се приматели на социјална помош, приматели на социјална помош кои што се во семејна заедница ја делат нели со останатите. Имаме семејства кои што имаат една минимална плата и повеќе членови, значи многу се разликува групата на сиромашни и сега тука дополнително не ги гледаме младите сиромашни кои што се во рамки на семејствата, младите кои што оформуваат веќе сопствено семејство, а потекнуваат од сиромашни семејства. Сакам да ја истакнам трансгенерацијската сиромаштија во овој контекст. Или во изјави тоа се луѓето кои што сега велат сум одела 2 пати на фризер неделно, сега одам 2 пати годишно од една страна, и луѓето кои што велат немам леп да си ги прехранам децата, принуден сум да работам како амал за да однесам пари дома. Значи многу е широк опсегот, многу се различни ситуациите, многу се состојбите поврзани не само со приход, туку и со останатите случувања, дали е попреченост, дали е хронично заболување, дали е нарушено ментално здравје. Значи имаме сет на работи кои што таа група ја прават многу комплексна. Во 2022 година 95,3 милиони луѓе во Европската Унија, односно 22% од вкупното население, биле изложени на ризик од сиромаштија или социјална исклученост, односно живееле во домаќинства кои се соочуваат со најмалку еден од трите ризици: сиромаштија, тешка материјална и социјална состојба и живеење во семејства со многу ниска вработеност, објави Евростат. Најмногу луѓе кои се изложени на ризик од сиромаштија или социјална исклученост има во Романија 34%, во Бугарија 32%, Грција и Шпанија по 26%. Од друга страна пак, најмалку сиромашни и население во социјален ризик регистрирани се во Чешка 12%, Словенија 13% и Полска 16%, покажуваат овие податоци. Постои силна поврзаност меѓу сиромаштијата и човековите права. Лицата кои живеат во сиромаштија покрај финансиската, економската и социјална несигурност често се дискриминирани, заплашувани и небезбедни. Особено во делот на дискриминација, стигматизација, отфрлање и така натаму. Зошто е тоа многу важно? Навидум, се е во ред, законите не ги дискриминираат и навистина е така, ние имаме добри закони. Меѓутоа во делот на наоѓање на работа, често наидуваме на избор на работодавачот кој сака да биде на работното место. Па некогаш тоа не треба да биде лице со попреченост, некогаш не треба да биде лице од некоја етничка националност, различна сексуална определба. Значи преференците го надминуваат она што е законски определено. Дополнително, во однос на правата, правото на домување кај нас, иако постои, гледаме дека не е баш не се практицира доволно заради малиот обем на социјални станови и тесно ограничената група за пристап до тие социјални станови. Правото на енергија беше сериозен проблем
во однос на неможност да се користи доволна енергија колку што е потребна заради финансиските импликации. Правото пристап до вода, значи ние имаме семејства кои што немаат пристап до чиста вода и санитација. Така што многу се тесни тие поврзаности. Правото на работа веќе го споменав, доколку сте исклучени заради X причини, меѓутоа од друга страна и луѓето кои што се подолго време во сиромаштија се само исклучуваат, ги губат работните навики, самите се доведуваат во состојба да престанат да бараат работа, да престанат со образование, да престанат да едноставно да се активни општествени чинители, а сиромаштијата е секогаш феномен кој што може да се искорени само доколку се обезбеди активно учество на поединецот во економските, социјалните и културните активности. И од тука, ако не се почитуваат тие светски, универзални или европски конвенции, многу тешко може да зборуваме за искоренување на сиромаштија, или ќе зборуваме само за искоренување на приход на сиромаштија, ама не и за активно учество на сиромашните лица во општествените текови. Животот во сиромаштија може да предизвика изолација од семејството и пријателите, односно неможност да се живее правото за одмор и рекреација, учество во заедницата. Чувство на немоќ и исклученост со мала контрола врз секојдневните животни одлуки, невработеност и можност за развивање вештини кои што ги бара пазарот на труд. Проблем со задоволување на основните потреби, вклучително и пристојно домување, глад, недохранетост, неможност за користење здравствени услуги, лекување, вклучително и стоматолошки услуги, неможност за образование, изложеност на насилство. Ние се залагаме за еден сет кој што ќе помага и во делот на корисниците на социјалната помош, меѓутоа истовремено ќе им помогне полесно и побрзо да стигнат на пазарот на труд. Тоа не може да се направи ако не се координираат овие две политики. Тоа е прво. Второ, луѓето кои што ни се на пазар на труд и за кои што многу често зборуваме за минимална плата, треба да ги доведеме во ситуација на плата достојна за живот. Значи тука се економските мерки и потоа луѓето кои што не се во овие два системи, значи потребно е да добијат дополнителен сет на услуги или дополнителен, значи дискусијата која што е за пензионерите или за лицата со попреченост или за постари лица кои што имаат потреба од нега, значи тука е третиот сет. Ние во моментов имаме парцијални решенија кои што гасат пожари или се справуваат со тековна криза, ама не даваат долгорочен системски импакт. Влијанието е ограничено и тесно, иако за разлика од другите европски земји, ние добро менаџираме во однос на поддршка кога е најпотребно, олабавување на системот социјален за време на ковид. Значи имаме позитивни примери, меѓутоа тие не се доволни или се прекратки или се со претесен опсек. Во најновиот регионален економски извештај за Европа и Централна Азија, објавен во октомври во делот посветен на нашава земја, се вели дека економскиот раст забавува, а инфлацијските притисоци остануваат постојани, додека јавните финансии се оптоварени во услови на монетарно заострување и зголемени трошоци за задолжување. Според податоците, намалувањето на сиромаштијата се очекува да продолжи во 2023 година, но со побавно темпо, при што стапката на сиромаштија се предвидува да падне за помалку од 1% поен со оглед на несразмерната ерозија на реалните приходи, на релативно полошата состојба и анемичниот пазар на труд. Неодамна работевте на едно истражување поврзано со сиромаштија. Што велат показателите од истражувањето? Кои се фактите кои што тоа истражување ги носи? Така, по-конкретно истражувањето беше фокусирано како кризата која што беше енергетската криза главно во 2022 година се одрази врз сиромаштијата со фокус на детската сиромаштија
и резултатите покажаа дека енергетската криза во голема мера ги погоди семејствата, меѓутоа позначајно ги погоди ранливите семејства. Зошто е тоа така? Затоа што енергетската криза многу наскоро прерасна во се одрази врз вкупните цени. Буџетите на некој начин релативно станаа помали, а кај сиромашните семејства во поголем дел буџетите се користат за храна и енергија и очекувањата токму се потврдија дека кризата ги погоди посериозно по сиромашните семејства, па така резултатите покажаа дека релативната сиромаштија се зголеми за 0,7% поени, што значи дека дополнителни 13.000 лица влегоа во сиромаштија, меѓутоа овие ефекти беа посилни кај децата, каде што резултатите покажаа дека 1,3% поени се зголеми сиромаштијата кај децата, што значи дополнителни 5.000 деца беа втурнати во сиромаштија. Меѓутоа, доколку ги споредиме различните категории, повеќе бројните семејства со повеќе деца беа позначајно погодени, но постоеја разлики помеѓу ефектите од енергетската криза и ефектите од кризата со храна, па резултатите упатуваат дека ефектите од енергетската криза, односно порастот на трошоците за енергија, многу помалку се влијае врз сиромаштијата во однос на ефектите од цената со храна. Зошто е тоа така? Затоа што во голема мера мерките кои што беа креирани од владата беа насочени токму кон справување со енергетската криза. Па така имавме линеарни мерки каде што имавме намалување на ДДВ, поднатаму имавме субвенции за енергија кои што беа насочени токму кон поранливите семејства и тоа покажа дека таквиот систем ги заштитил семејствата од негативниот ефект од енергетската криза. Меѓутоа тоа не е случај со ефектите од порастот на цената на храна. Па така резултатите покажаа дека стапката на сиромаштија со храна се зголемува за 8,2% поени, што е исклучително висок процент на засегнатост кај семејствата. Кај повеќе детните семејства овој процент е уште поголем, што доведува дури и до ситуација дека дел од семејствата дури и гладувале според овие податоци и тоа не упатува дека во иднина можеби ние треба да размислиме за посебни мерки кои што ќе бидат насочени во форма на ваучери или во друга форма, каде што овие повеќе бројни семејства ќе бидат заштитени на потаргетиран начин. Ова е исклучително важно, особено кога зборуваме за храната, затоа што со години наназад Македонија беше на врвот на листата на земји кои што се соочуваат со проблемот на фрлање на храна, а од другата страна се лицата, односно семејствата кои што се соочени со сиромаштија и можеби и тука треба да се размислува со мерки како на тој начин да се намали проблемот кој што го имаат семејствата кои што се соочени со сиромаштија. Да, апсолутно тоа е една форма, креативна форма, меѓутоа нас на долг рок потребно ни е да размислиме како ние ќе станеме посамоодржливо општество и преку зголемување на домашното производство, меѓутоа и од аспект на овие семејства, како овие семејства да бидат системски заштитени, да има автоматски стабилизатори, каде што кога ќе се соочиме со ваква ситуација, тие семејства да не ги втурнуваме во дополнителна и подлабока сиромаштија во која што и во моментот тие се соочуваат значајно. Колку во таа насока сиромаштијата е кочница за развојот на едно општество? Така, сиромаштијата во земјата според последните податоци е 21,7%. И доколку се споредиме со глобални рамки, оваа стапка на сиромаштија е умерена. Меѓутоа, доколку ги погледнеме податоците каква е структурата на сиромаштија зависно од различни таргети, ние ќе увидиме дека сиромаштијата не ги погодува сите еднакво, односно постојат драстични разлики помеѓу самечко семејство и повеќе детни семејства и повеќе бројни семејства или зависно од економската активност. Па така, сиромаштијата ни се движи од 4% кај самечко домаќинство до над 45% за домаќинства со 3 и повеќе издржувани деца. Исто така, сиромаштијата помеѓу пензионер и невработени лица е значајна. Кај пензионерите сиромаштијата е 7%, додека кај невработените лица сиромаштијата е 45%. Во моментот ние не ја третираме сиромаштијата зависно од специфичната таргет група.
Меѓутоа, дека сиромаштијата и развојот на едно општество се поврзани, тоа е идентификувано, затоа што ние сиромаштијата ја мериме традиционално преку доходот кој што едно домаќинство го има. Меѓутоа, доколку образованието, здравствените услови, условите на живот се значајно влошени и се различни, тоа го втурка едно семејство во поразлична сиромаштија од само доход. Па така, доколку едно лице е пообразовано, има повисоки вештини, доколку условите за живот и здравствената состојба е добра, тоа лице автоматски е попродуктивно. Доколку на национално ниво тоа го преведеме, тоа значи дека општеството ни е попродуктивно и имаме предуслови за повисок економски раст. Оние земји кои што се посиромашни имаат и потреба од буџетски средства кои што за справување со сиромаштијата поголеми во споредба со економии кои што немаат толкава висока сиромаштија, па така се соочуваме со два предизвици. Од една страна да инвестираме дополнително во развој, од друга страна да ги штитиме ваквите ризици. Например, во Македонија 1/3 од вкупниот буџет се троши за социјална заштита. Би сакала да се надоврзам на овие аспекти, односно би сакала да го разгледаме образованието како дел од погодени права на лицата кои што се соочени со сиромаштија. Што велат показателите, што во таа насока имаме како сознание и, например, какви се искуствата во таа насока на другите земји? Како, например, образованието да се разгледува како фактор кој што може да влијае позитивно, односно да влијае на намалувањето на сиромаштијата? Образованието и вградувањето на вештини како индивидуални карактеристики се можеби и најдолгорочниот и најсамоодржливиот начин за едно лице да стигне до подобар животен стандард. Нажалост, резултатите ни покажуваат дека не можеме значајно да се пофалиме со постигнувањата во образование. Например, PISA тестирањата покажуваат дека земјата е рангирана на 67 од 77 на 67 место од 77 земји и тоа е само резултат на колку ние инвестираме во образование, каков е квалитетот на образованието, какви услуги ние нудиме во делот на образованието и можеби во следниот период ќе биде клучно да се фокусираме на градењето на вештини. Дека образованието влијае и на вкупната вработливост и на каков ќе биде животниот стандард на едно лице, меѓутоа и на економијата покажуваат и бројките и структурата за невработени активни баратели. Например, во моментот ние имаме 110.000 лица кои што се активни баратели на работа. Меѓутоа, во структурата скоро половина од тие лица се само со основно образование. И тоа многу упатува зошто некои лица се тешко вработливи и дополнително доколку немаат тие лица вградени вештини во себе, како например во моментот гледаме дека побарувачката за работни места, за технички вештини, не секогаш тоа мора да бидат високо образовани лица, може да бидат и само со средно образование, меѓутоа доколку ги имаат вештините, работодавачите се спремни да платат и да се стигне до некоја плата со која што лицата може достоинствено да живеат, така што во тој дел ние мора да инвестираме повеќе. Ме прашавте за искуства од други земји. Минатата година како Фулбрајт бев на Фулбрајт истражувачки престој во Америка, каде што имав прилика и моето дете да биде дел од образовниот систем. Образовниот систем е систем каде што му овозможува на секој дете, без разлика од околностите во кои што дома живее, да може да ги исполни своите обврски во рамки на училиштето. Што тоа значи? Тоа значи дека има целосни оброци, каде што во тек до 3 часот има појадок, ручек, доколку има дополнителни активности за дополнителните активности. Сите дополнителни активности, зависно од афинитетите и преференциите, се случуваат на училиште, па така се дава можности на оние деца кои што можеби родителите немаат можност да платат за дополнителни часови.
Во тек на таа образовна програма, додека се на училиште, сите домашни се завршуваат таму. На таков начин се превенират деца каде што доаѓаат од семејства каде што родителите не можат да помогнат или можеби немаат време да им помогнат на децата во домашните обврски, да не зависи исходот само од бекграундот на семејството и на образованието на родителите, каде што да нагласиме во една од нашите студии се покажа дека во која мера ќе биде едно дете ќе има постигнувања, зависи во голема мера од образованието на родителите, во која мера едно дете ќе западне во повеќе димензионална сиромаштија. Факторот образование на родител е многу значаен. Така што нас ни е потребна промена на образовниот систем, се со цел да ги заштити оние деца кои што немаат можност од околината да добијат поддршка. Кои се факторите кои што ја детерминираат сиромаштијата? Факторите кои влијаат на сиромаштијата се многу бројни. Може да зависат од економскиот развој, може да зависат од, например, случувањата како во моментот со кризите кои што ги имавме во последните години, каде што драстично ги погодуваат, особено мали и ранливи економии. Може да зависат во голема мера од политиките кои што ќе бидат креирани на владата и кои политики и систем за заштита ги има. Меѓутоа, доколку ја анализираме нашата состојба, на како се движел трендот на сиромаштија во земјата, ќе забележиме дека сиромаштијата ние скоро имаме преполовено во период од 15 години, од 45 на 21%, каде што ако ги гледаме кои биле тие двигатели кои ја движеле, има неколку аспекти. Првиот е странските директни инвестиции, кои што не се сконцентрираа само во Скопје, туку направија дисперзија, па така вработеноста на лицата се зголеми и вработувањето е еден од факторите кои што може да ја намали, да влијае врз намалувањето на сиромаштијата. Тоа особено се одрази врз оние места кои што се околу слободните зони. Понатаму, еден од факторите кои што влијае порастот на платите, особено кај оние лица кои што се на дното и со порастот на минималната плата, па на таков начин се влијаеше врз подобрување на нивниот животен стандард. Трет значаен аспект кој што исклучително влијае на намалување на сиромаштијата се пензиите. Пензиите имаат значаен удел од скоро 16% поени во намалувањето на сиромаштијата и последно социјалните трансфери кои што имаат поумерено влијание за намалувањето на сиромаштијата. Да ја споменеме детската сиромаштија која што не е помалку важна, е различна од сиромаштијата на возрастните и кои се препораките кои што би помогнале да се искорени детската сиромаштија? Детската сиромаштија ја анализиравме во повеќе наврати. За нас најзначајна анализа која што сме ја направиле е повеќедимензионалната детска сиромаштија, анализата за повеќедимензионална детска сиромаштија пред 3 години, каде што јасно увидовме дека доходот не е единствениот фактор и не е единствената димензија за едно дете да биде третирано сиромашно. Напротив, има повеќе димензии каде што децата се повеќедимензионално сиромашни. Па така, освен материјалната состојба, образованието, грижата и љубов и безбедноста се покажаа како 3 клучни димензии каде што нас, децата, ни се многу често во таква форма на повеќедимензионална сиромаштија. Дополнително, детската сиромаштија има и различни, освен различните димензии, многу е различна зависно од етникумот и зависно од местото на живење. Па така, например, кај урбаните деца, материјалната состојба и материјалната ранливост е многу поголема од руралните деца. Меѓутоа, од друга страна, кај руралните деца, пристапот до ран детски развој, пристапот до, например, градинки е многу поотежнат во споредба со урбаните средини. Доколку ги споредиме според етникум, ромските деца се неколкукратно поранливи во однос на децата од македонски или турски или албански етникум, па така секое трето ромче е во повеќедимензионална детска сиромаштија. И од тука сметам дека овој пристапот кон искоренување на детската сиромаштија треба да биде мултисекторски. Тоа значи дека потребно е да има поголема соработка најпрво помеѓу ресорните министерства, помеѓу институциите кои што
ја третираат детската благосостојба, би рекла. Во изминатата година ние работевме на 3 сектори, поврзување на сектор за образование, здравство и социјална заштита, затоа што увидовме дека низа на мерки не се само под јурисдикција на една институција, туку е потребен пристап, заеднички пристап, се со цел да се идентификуваат ризиците и да се идентификуваат ранливостите, а подоцна истите да бидат соодветно третирани. И во таа насока се и препораките. Значи, препораките се во делот на образование, каде што ние мора да го зајакнеме пристапот до ран детски развој. Инвестициите во детски градинки во изминатите години беа засилени, меѓутоа забележуваме дека истите можеби не се доволни од аспект на капацитет во пренаселени места, не се доволни од аспект на капацитет во руралните средини, па така тие инвестиции, меѓутоа таргетирано, треба и понатаму да продолжат. Квалитетот на образованието е исклучително значаен и од ран детски развој па понатаму. И на крај една од клучните препораки која што ја дадовме во делот на образованието, интегриран пристап во образовните средини. Кои се препораките за намалување на сиромаштијата од аспект на анализите кои што ги правите? Во јавниот дискурс преовладуваат 2 пристапи за справување со сиромаштијата. Едниот пристап е преку систем на социјална заштита, вториот систем е преку вработување и стекнување на тие вештини и заекнување на вработливост. Сметам дека двата системи и пристапи се битни. Од една страна потребно е да имаме систем за социјална заштита, каде што доколку едно домаќинство или лице се доведе до одреден ризик да биде заштитено, се со цел да ги преброди таквите состојби, меѓутоа од друга страна на долг рок единствен начин на самоодржливост и излез од сиромаштијата е преку вработливост. Официјалната статистика според која што и Македонија се раководи е она која што спомнавте на Евростат, каде што во ризик од сиромаштија се смета секоја една индивидуа која што има приходи под 60% од медијалниот приход, просечниот медијален приход во државата. Тоа во, да речам, бруто износ на месечно ниво за еден поединец изнесува прилика околу 9.500 денари месечно, што по принцип знаеме дека е прилично малку, односно со 9.000 денари, земајќи ги предвид сите трошоци кои што особено во последниот период се зголемуваат, е навистина многу ниска граница. Во тој контекст има голем број на ранливи домаќинства, кои што и поединци секако, кои што не успеваат да го обезбедат овој минимум. Меѓутоа секако лицата не се сиромашни само заради тоа што немаат приходи или само заради тоа што не се вработени. Голем ризик за сиромаштија представува здравствениот ризик. Голем број на лица кои што се со попреченост, лица кои што физички не се способни да се вклучат на пазарот на труд, на кои што им треба долгорочна нега, тука исто така мислам на стари лица, се всушност на профилна група кој што најчесто во Македонија влегува во ризик од сиромаштија. И исто така од етнички аспект, тука голем процент припаѓа на ромската популација, при тоа не мислам севкупно на целокупната ромска популација, туку оние кои што најчесто немаат никакво образование, не се вработени и врз основа на тие неколку ризици на ранливост, всушност влегуваат и како во ризик од сиромаштво. Прилично тешко прашање да одговориме, мајки предвид дека немаме најнови податоци кои што Државниот завод за статистика ги објавува поврзани со анкетата за приходи и услови на живење. Во таа смисла би требало да се раководиме нели од оние потрошувачки кошнички или колку на неколку, да речеме, на едно 4-члено семејство му е потребно за да преживее, и бројките покажуваат дека за базичните потреби во смисла на храна, пијалок, режиски трошоци околу 30.000 денари за едно 4-члено домаќинство. Така што сега земајќи она предвид линија од 9.000 денари за еден човек, навистина гледаме дека и она што се исплаќа како парична помош за овие лица е навистина многу малку за да може да излезе во пресред на тој неопходен животен стандард. Иако тој јас
изминатите години, особено 2019 година, се покажа и тој Gini индекс се покажа дека се намали околу 1% поен или околу 2% поени ако не се лажам, меѓутоа сепак причината зошто се намали тогаш беше во 2019 имавме во Македонија еден убав период на комбинирани политики кои влијае врз намалувањето на нееднаквоста, со тоа и на сиромаштијата. Имавме зголемување на минималната плата, прв пат позначително зголемување, имавме енормно зголемување на висината на овие што ги споменав парични бенефиции или парични помошти од системот на социјална заштита и имавме воведување на прогресивно оданочување, кое што го зголемува данокот за оние со највисоки приходи, а го намалува товарот врз оние со најниски. Така што токму во таа година можеме да кажеме дека тој јаз помеѓу оние со највисоки и најниски приходи малку, не многу, но видливо според статистиката се намали, што би рекла дека е еден добар пример како треба да се продолжи понатаму, доколку сакаме да видиме да продолжи тој јаз кој што сепак не е за занемарување помеѓу оние кои имаат повисоки приходи, пониски да продолжи да се намалува. Македонија, гледано според статистика, ми се чини дека има пониска стапка на сиромаштие единствено од Босна и Херцеговина, од Црна Гора, Косово и Албанија. Сите останати, односно Хрватска, Србија, Словенија секако имаат пониски стапки на сиромаштие, значи ако Македонија според последните податоци од Државниот завод за статистика има околу 20,1% на стапка на сиромаштија, во Србија некаде околу 18%, во Словенија околу 14%. Постои една догма во Македонија каде што се смета дека Македонија многу троши на непродуктивни трансфери, односно дека голем дел од буџетот е токму за социјална заштита. Меѓутоа, ако погледнете трошењето за социјална заштита, ќе видите дека најголем дел одат за пензии, кои што според најновите статистички дефиниции веќе не влегуваат како социјални трансфери. Што е од една страна оправдливо, бидејќи пак пензиите како такви имаат и големо влијание врз намалувањето на сиромаштијата. Кога ја мериме сиромаштијата пред исплаќање на пензиите и понивното исплаќање, таа навистина е многу поголема пред тие да се исплатат. Земјите во регионот, почнувајќи од Словенија, па потоа Хрватска и Србија, издвојуваат многу повеќе од Македонија. Да речеме просекот во Европската унија околу 30% од бруто домашниот производ да се издвојува за социјална заштита. Во Македонија издвојуваме околу 14%. Пак ја кажам согласно последните достапни податоци. Ова особено е поразително ако земеме предвид дека сме биле дел од еден ист систем на социјална заштита од 90-тите години. И може да се види колку веќе одиме наназад или колку се отргнуваме од тоа некое заедничко наследство кое што како вложување или како пристап поглед кон социјалната држава Македонија полека отстапува. Развојната и животна перспектива на 1 од 4 деца во земјата се засегнати поради изложеност на сиромаштија. Многу од овие деца се соочуваат со ризик од попречен умствен и физички развој. Индексот на трошоците на животот во септември 2023 година во однос на септември 2022 бележи зголемување од 6,6%, а индексот на цените на мало бележи зголемување од 4,7%, покажуваат податоците на Државниот завод за статистика. Секоја година статистика вади преглед на бројот на лица кои што се во сиромаштија и како е сиромаштијата распоредена по старосни групи и по состојба во семејствата. Без исклучок, секоја година најсиромашни се семејствата кои што имаат повеќе деца, издржувани деца и прогресира. Значи, колку е поголемо семејството, толку е поголема веројатноста дека нивните приходи нема да бидат доволно да ги опслужат сите потреби, особено потребите на децата. Самечките домакинства исто така беа во пораст на сиромаштија, но и семејства така и самохраните родители. Значи, иако пензионерите секогаш со најниски пензии се во таа категорија, меѓутоа они имаат редовни и да речам примања кои што им овозможуваат една сигурност и потребите од прилика им се на месечно ниво еднакви. Кај семејствата со деца, во зависност од возраста на децата, дали се во градинка, дали се во училиште, варираат тие потреби и многу често знаат да ги доведат семејствата и во ризик од сиромаштија, дури кога
приходно се стабилни, тоа е материјалната депривација, значи ако имате пари, не ви се доволно да ги покриете сите неопходни потреби во месецот. Овие ценовни шокови несразмерно повеќе ги погодуваат семејствата со повеќе деца и со пониски приходи, со оглед на поголемиот удел на трошоците за храна и енергија во нивниот домашен буџет. На најранливите делови од населението им остануваат малку пари за задоволување на преостанатите основни потреби. Ковидот донесе поголема видливост на состојбите кои што беа и пред него. Многу често ме прашуваат како преживуваат сиромашните за време на ковидот, исто како и претходно. Значи, количината на пари кои што тие имаа од социјалните примања остана еднаква. Ковидот донесе нови сиромашни, тоа се луѓето кои што ги загубија работните места заради затварање на компаниите. Донесе нова сиромаштија во однос на промената на работното место од место фактичко во домашни услови, бидејќи вие дома сега веќе имате поголеми трошоци, кои што секако кај нас никој не ги искалкулира и тоа доведе, платата остана иста и тоа доведе до растегнување на семејниот буџет. Исто така, ковидот донесе посериозни импликации на менталното здравје, кои што потоа не дозволуваат да се повторно брзо вратите на пазарот на труд. Во однос на економските кризи, тие носат поголемо движење. И сега, ако вие имате поголем сет на вештини или имате поголем сет на знаење и поголеми можности, вие полесно ќе промените работа, ќе се снајдете. Ако мрежата на контакти и пријатели ви е поширока, полесно ќе добиете пристап до услуги, до образование, до вработување. Доколку вие и предходно не сте биле со доволно пари да можете се лесно да инвестирате во нов курс за дигитално знаење или немате мрежа, како беше, да ме бутне некој на државно, вие секако потешко ќе најдете работа и потешко ќе се преквалификувате за новите трендови. Од тука тој јас кој што се појавува кај луѓето со искуство во сиромаштија или ризик во сиромаштија да ги надминуваат овие општествени состојби, станува се поизразит и затоа дури и бројките сведочат дека луѓето во екстремна сиромаштија се зголемуваат. Бројни докази укажуваат дека младите луѓе кои растат во сиромаштија се генерално поранливи. Тие поверојатно ќе имаат лошо здравје, тешкоти во учењето и однесувањето, лоши резултати на училиште, порано да забременат, да имаат пониски вештини и аспирации и да бидат нископлатени, невработени и зависни од социјална помош. Речиси 20 милиони деца во земјите на Европската Унија живеат во сиромаштија, известува организацијата Save the Children. Според анализите на УНИЦЕФ и аналитичкиот центар Finance Think, околу 33.000 лица, од кои 10.000 деца, се втурнати под прагот на сиромаштијата, поради кризата со храна и енергија. Податоците од анализата, ефектите од кризата со храна и енергијата врз децата и семејствата покажуваат дека секое трето дете доживеало прехранбена сиромаштија во 2022 година, што е за 9% повеќе во споредба со ситуацијата пред кризата. Состојбата е полоша кај семејствата со 3 или повеќе деца. 44% од нив страдаат од прехранбена сиромаштија. Многу е важно прво да се направи дистинкција што значи социјалниот статус, значи социјалната политика и што значи економскиот статус и што е пазарот на труд и каде тука некаде се социјалните услуги и зошто нели ги промовираме доволно. Ние гледаме парцијални решенија, велиме на лицата со толку и толку приходи ќе им дополниме одреден приход. Меѓутоа тоа не значи дека вие сте им помогнале да напреднат од позицијата каде што се во позиција што им овозможува повеќе. Вие само сте им овозможиле една поголема потрошувачка, да речам, на месечно ниво, што не е лошо. И тоа многу им помага на граѓаните, ако ги прашате сите оние дополнувања 1000, 2000, 3000 динари кои што го билаат, дали се добри, велат, благодарни сме, успеавме да си купиме нешто. Значи, кога велам да си купиме нешто, забраваме дека нашата потрошувачка не се сведува само на леп и на млеко. Зборувам потрошувачката како луѓе, туку имаме потреби од останати работи, кои што во зависност од тоа колкав ни е буџетот си ги дозволуваме. Сиромаштијата е комплексен проблем, е проблем со многу лица и не подразбира само недостиг на приходи, туку подразбира детство во кој што детето живее без многу.
без ресурси, без образование, без здравствена заштита, без право на глас, без да биде слушнато, без да биде забележано во општеството, така што нема да сгрешам ако речам дека сите права на детето се загрозени и не може да ги ужива дете кое што расте во сиромаштија. И она што се вели нееднаквоста настапува при раѓањето, сиромаштијата го напаѓа детето и влие врз детето уште пред да се роди, уште додека е во утробата на мајката. Затоа што неухранетоста на мајката влие врз развојот на плодот, влие на предвремено раѓање, па потоа детето значи да биде во постојана борба за опстанок во животот. Така што сите права кои што се засновани на потребите на луѓето се загрозени кај децата кои што живеат во сиромаштија. Сиромаштијата им наштетува на децата од повеќе аспекти. Ако си болен, не можеш да одиш на доктор. Стапката на смртност кај децата во сиромаштија е неколкукратно поголема од останатите деца. Како се вика, неухранетост или немање доволно нутритивна храна која што ќе го овозможи развој. Големи се шансите да бидат изложени на насилни форми на дисциплинирање, рано забременување, да влезат во брак пред 18 години. Децата кои се справуваат со сиромаштија се соочени со гладување или ненахранетост, недостиг од нега и љубов, соочени со материјална и образовна лишеност. Да замислиме како е да бидеш дете во сиромаштија, да легнуваш секоја вечер навечер додека ти кркори стомакот, да се плашиш утре каде треба да одиш за да заработиш пари, да со тежина дека можеби ќе треба и да направиш нешто што не треба за да обезбедиш храна за помалото братче или сестриче што го чуваш, влијае и тоа како? Прво влијае врз општо ставот и погледот на светот, какви ставови ќе изгради во однос на и вредносен систем детето што живее во сиромаштија, кој што ниту е слушнато, ниту ги има истите опции, истите можности што ги имаат децата кои што живеат во, не мора да е во изобилство, него во некои пристојни услови, стандарди на живење. Влијае со тоа што има многу ниска самодоверба, се чувствува и тоа е најлошото во сиромаштијата, чувството на безнадежност, чувството дека ништо не може да се направи за да се смени, дека истите услови, истиот живот што ги имале неговите родители, неговите баба и дедо, истите услови ќе ги има и тоа, па и ако има и свое потомство, ќе ги има и другите. Само 1 од 300 деца кои живеат во сиромаштија оди во градинка, а само 2/3 од децата кои потекнуваат од сиромашни семејства завршуваат средно училиште. За жал, на овој начин им се намалуваат шансите да го прекинат циклусот на сиромаштија. Првиот чекор за намалување на детската сиромаштија е мерењето и разбирањето на детската сиромаштија. Генералното собрание на Обединетите нации во 1993 година официјално го прогласи 17 октомври за Светски ден на борба против сиромаштијата. Целта е со одбележувањето на овој ден да се предупреди на проблемот со сиромаштијата и бедата и да се укаже на потребата за нивно искоренување. Постојат голем број на меѓународни организации кои го третираат проблемот на сиромаштија. Програмата за развој при Обединетите нации UNDP е организација која има клучна улога во интернационалната борба против сиромаштијата. Таа презема широк спектар мерки и активности, истовремено поддржувајќи разни видови иницијативи против сиромаштија во разни земји од светот. Да се стави крај на сиромаштијата во сите форми насекаде до 2030 година. Ова е одржливата развојна цел. За да се реализира таа треба силен придонес и институционален, но и надвор од институциите. И секој од нас може да даде свој личен придонес таа да се реализира. Тоа беше се што ви подготвивме во ова издание на Приказна. Довидување до следната.